Добар ден. Одлуката на Управниот суд е уште една потврда дека во Македонија нема институции, односно дека се е партија. Никола Груевски и ВМРО ДПМН се над правото, над законот, над уставот. Очекувано, уште една се потврдија двојните аршини на власта и селективната примена на законите. Тоа што во 2011 година важеше за ВМРО ДПМН, сега не важи за никој друг. Со решението на Управниот суд воопшто не се земени во предвид доказите што ги даде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тие ниту биле предмет на оцена. Партиската директива што ја спроведе Управниот суд нема ништо да промени. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува доследен на своите ставови. Не ги прифаќаме криминалните избори што ги спроведе Никола Груевски, ниту пак ќе ја промениме одлуката за неприфаќањето на мандатите. Правните игри на ВМРО ДПМН нема да ја решат политичката криза. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија превзеде обврска пред граѓаните и ќе истрае во борбата за правда, почитување на законите и создавање услови за одржување на фер и демократски избори. Благодарам. Како и секогаш досега, Социјалдемократскиот сојуз пред превземањето на своите потези на времено ќе извести јавноста. Како ја коментирате одлуката на судот Чиповиќ и останатите во машино промет да бидат пуштени во домашен притвор? Значи, таа одлука на судот е уште еден доказ дека ВМРО ДПМН преку судовите си игра со човечките судбини. Господинот Чиповиќ воопшто не требаше да биде притворен, не па пуштен во домашен притвор, бидејќи истиот, како што знаете, самиот се врати во државата да се соочи со обвинението. Господине Шилегов, денес медиумите пишуваат дека Бранко Црвенковски е креатор на политиките во СДСМ. Можат ли во овој момент неговото искуство и неговите идеи да помогнат на Социјалдемократскиот сојуз? Вие бевте од Цител? Не. Него? Од Курир. Значи од Курир. Вие од Курир тврдевте минатата недела дека Зоран Заев не е председателот и дека е времен председател и дека Бранко Црвенковски управува со Социјалдемократскиот сојуз, така што не би коментирал медиум кој што за недела дена радикално ги менува своите ставови. Не беше денешниот текст на Курир, бевме повикани на друг медиум кој што го напишете. Пак ви кажам, ние кажавме, господин Црвенковски е председател долгогодишен на оваа партија и секој искуство негово може да се вклопува и е вклопено во функционирањето на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, непринципиелните и луцидни позиции кои што ги заземавте во изминатиот период во односот помеѓу председателот Заев и председателот Црвенковски се едноставно непринципиелни за да може воопшто да коментираме. Идејата за влада во сенката, не ја потврдивте барем на последната пресконференција, денеска НСДП даде поддршка за неја. Некоја несинхронизација во чекорите или зашто станува збор? Не, значи не е тоа дека ние не сме поддржале, ние само кажавме дека платформата за действувањето на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде навремено белоденета. Паралелната влада е еден од многуте потези кои што ќе ги преземаме, меѓутоа кажувам се во свое време. Оставките може да се очекува за идната недела евентуално бидејќи се депонирани во партијата? Благовремено ќе бидете известени за превземањето на следните чекори.